Здраво и добро дојдовте во ново видео. Денес 24 сати ќе јадам блендирана храна. Се што ќе јадам денес ќе биде блендирано. Поручекот за денес: трокрстајци, подпечен леп и јајца, така во блендерот. И шум ќе се добие тук ја јадам. Блендер. Се оди во блендерот. Се клаено внатре, вака изгледа не многу, како да не би ми предизвикало апетит, дека ќе ми се одјаде, ама ќе видиме како ќе дојде на крајот цело изблендирано. Го изблендирав целото и изгледа многу помалце отколку што беше во пенцата. Сега се плашам дека ова нема да ме најади. Оти како што беше во пенцата излезе тоцко малце. Еве го сервирано пајнца. Личи буквално на земја со камчиња, на песок личи. Се гледа трокрстајчиња. И хајде да го пробаме. Ова ми се чини ќе има вкус како себуден залак сум зела. Ќе видиме за текстурата. Ајде. Океј. Иако ич не личи го, вака на вкус е убав. Најмногу го осеќам путеро. Мал с крстајцата. Јајца воопшто да нема. Интересно. Интересира дали вака дека е изблендирано целото, дали побрзо ќе станам гладна. Вака дека издробено целото и нема го стомако што да се мачи, се има издробено, само ќе пушти то киселината и одмак ќе прими то хранливите материи, се има надробено. Помалце работа има. И дали побрзо ќе станам гладна, иако истото количество јадење што би го јадела нормално. После, буквално ко се во еден залак. Се гледаме за ручек. Го изедов поручекот и се осеќам поддуено. Ќе видиме попосно како ќе биде, инако најтешка да работам во 24 сати е што пред секој јадење мора да ми биде измиен, инако ќе не може да се прави работата, така да одам се да го измијам, да го изчистам за да биде спремно за ручек. Готово измиено, се гледаме за ручек. Дојде време за ручек. За ручек си спремив грчки јогурт со кисели крстајчиња и пипер. И испеков пастрмајли. И сега да ги кланам во сецкото. Сега ќе направам едно од пастрмајлите внатре. Искрено ме фаќа жал. Шо го личи вака, крцкава е. Право го мириса и на краја ќе стани само една грудка од феава смеса. Шо нема ни да биде толку крцкава, нема ни да се познава пилешко шо е, нема ни да се познава тесто, измешано со грчкиот јогурт. Инако затоа што велев дали ќе се осеќам погладно од поручек до ручек. Искрено не се осеќам погладно. Прилика исто гладно. Ама па се изнапив баги вода денес, така да може заради тоа баги да ми има држано. Така да ќе видиме.
внатре. Сега е време за блендирање. Вака како што лупа, како што дира, мене ми е страв да не го расипам сецкото, се надевам не прем ништо премногу погрешно. Извини сецко, извини. Мислам да доволно го блендирав. Ова сега не лично толку ко на земја, ми личи ко на мелени бисквити. Ајде сега да го сервирам в пајнц. Lunch is served. Ајде сега и ручек да пробам. Првично ма кажам, количински очекувано многу поќе. Вака се гледа дека некои од киселите крстајчиња не успеале убаво да се издробат. Тој што имаше грчки јогурт му даде посветла боја од тој што би требало да биде. И да пробам. Значи, најмногу се сеќат киселите крстајчиња. Пилешко не осеќам ни ништо, лепо само текстурата. Грчкиот јогурт му дава како влажност. Буквално ко да јадам воден леп со кисели крстајчиња и тропипер. Не мислам дека ова видео беше добра идеја. Ме фаќа некоја голема тага, ми фали крцкавоста на лепчето, буквално ми да заплачам. Ништо, се гледаме за вечера. Се надевам барем вечера да ќе имам, а ти моментално си имам разум од дукава. Шуба вечера, ајварче, кашкавалче, крстајче, троленено семе, чаша кефир. Ама не, јас то ќе го расипам со this bad boy. Сега се ќе натурам внатре, ти е време за вечера. Време да си уништам вечерата по трет пат денес. Ова ќе биде до сега најтечниот оброк, оди буквално клавам една цела чаша течност. Ќе ги раздробам перчињата најситно што можам, убаво си ги декорирав, ама сега ќе треба да ги направам партал. Нормално мора со ајвар да се заврши видеото, мислам, обожавам ајвар. Јас многу се разочарав од пастрамелијата. Не мислев дека толку ќе е она, ама стварно ме погоди тоа што текстурата не ми беше по кеф. Јас мислам дека сецкото исто претрпи многу трауми. Други клавам вака работите, сигурно си вели. Ако беше живо сецкото, ќе си велеше шо глупости клава, зошто ги клава овие работите, зошто ме мие на секое, зошто клава рандом нешто што никогаш не требало да се кладе во сецко. Цела се направи сајвар. Се уште кефира да го клавам внатре. Време за уште за кефиро. Ај барем едно нешто да има убаво денес, ај барем едно. Ај барем ова да биде успешно некако, иако немам нешто многу надеж. Let's go, ајде да го изблендираме. Да го проверам, во што состои без засега.
Не знам колку се запримети на камера, ама на почетокот... Ич не личи надливо. Кажете дека изгледа ко на крем, ко на некој зачин за на тестенини. Така не е ништо друго, зачин за тестенини е. Ша може да биде не е лошо, зашто би било лошо. Ајвар, кашкавал, крстајче, кефир. Оти да биде лошо. Ајде да се проба. Ова мислам ке треба во длабока пајнца да уклам, тие потечни. Trigger warning may cause disgusting reactions. Сега ќе ви го покажам. Ме подсеќа малце ко на сос, малце ко на нешто неубо. Се надевам вие ќе видите позитивната страна од ова и ќе гледате на позитивен начин. Значи не е тоа што изгледа, ова е јадење, ова е кремасто, треба да е убавно. Reveal in 3, 2, 1. Дали ова ви изгледа вкусно, естетично, како дојде толку полна пајнцата, јас не знам. Ама мора да се изеди, ќе немаше да јадам. Ајде да си пробаме од ајварестата кашичка. Ова ќе звучи изненадувачки и чудно. Ама ова е најарното нешто што го јадев овој ден. Значи, најлошо изгледа од сите работи, така најискрено најлошо изгледа. Ама не знам како има најубав вкус од сите. Дефинитивно ќе кажам дека ајваро прави многу heavy lifting во работата. Ко да нема леп, ако да сркам цел лајца ајвар и сирење да има во него, заради кефирот, ко сирење си добри вкус. И малце има ко свежина од крстајците, и тоа можам да кажам за ова. Дори цело крстајче успеа да преживее ова. Вау. Јас се ќе одам ова да си ги изедам, да си се најадам, да ги збунам уште повеќе цревата, да се подојам ко претходните пати. Фала што гледавте ово видео и се гледаме во некој понормално видео од ова. Чао! Зошто многу побрзо се подувам? Зошто?